Драги сограѓани и почитувана јавност, браната Калиманци оваа сезона не успеа да ги наполни минималните капацитети потребни за наводнување на земјоделските површини кои се наоѓаат под овој хидросистем. Кочанските оризопроизводители се принудени да ги преполувуваат своите посеви од година во година. Земјоделците од Овчеполско и Лозово се во целосна неизвестност дали и колкава количина на вода ќе доспее до нивните посеви во текот на следната земјоделска сезона. Покрај сушната година, еден од круцијалните проблеми представува системот за наводнување, односно каналите кои се оставени да пропаѓаат повеќе од 3 децении. Незаинтересираноста на секоја претходна власт до сега да интервенира во обновување на клучната артерија на системот за наводнување доведува до огромни загуби на вода и неискористување на постоечките капацитети. Ова дополнително ја зголемува веројатноста од суша и ги доведува земјоделците во екзистенционална опасност и немоќ за зголемување на сопственото производство. И покрај најавите на министерот Цветан Трибуновски за државна инвестиција од 20 милиони евра секоја година во системот за наводнување од страна на владата, сепак ова останува дневно-политичка лага, додека во пракса земјоделците се извисени и по овој параметар. Без круцијалниот елемент за земјоделско производство, владините субвенции на земјоделците се претвораат во купување на социјален мир со работничката класа која создава храна. Наместо козметичко действување преку субвенции, левица бара производството на храна, тргнувајќи од земјоделието да биде прв стратешки приоритет на државната политика. Држава која не може да создаде земјоделски систем што може да ја прехрани, останува целосно зависна од увоз и инфлацијски шокови. Поради ова, при првиот ребаланс на буџетот, нашите пратеници ќе побараат итна буџетска интервенција и приоритизација на обновувањето на системите за наводнување.